Почитувани колеги, продължаваме с работа. Точките посветени на явната предприятие за комунална дейност и комуналец. Точка 12. Предлог решение за даване съгласност на финансовите извещай на ЯПК за комуналец Гевгели за период 1.1.31.12.2024 година с посебен освърт на период 1.10.31.12.2024 година. Точка 13. Предлог решение за даване съгласност на годишната сметка на ЯПК за комуналец Гевгели за 2024 година. Точка 14. Предлог решение за даване съгласност на извещаят за работење на ЯПК за комуналец Гевгели за 2024 година. И точка 15. Предлог решение за даване съгласност на одлуката за разпоредување на нето добивка на ЯПК за комуналец Гевгели за 2024 година. Најпрво го молам представникот со краток говор, повелите. Благодаря. Почитувам председател на Совет, почитувани советници и представници на Обштинската администрација, добар ден. Финансискиот извештај на ЯПК за комуналец Гевгелија за 2024 година е прикажува следната состојба. Имаме вкупно остварени приходи во износ од 194.465.320 денари, од нив 154.989.935 денари се остварени од редовните дејности на предпријатието. За истиот период направени се трошоци во износ од 186.460.181 денар и остварена добивка во износ од 8.005.139 денари. Во овој период фактурирани се побарувања во износ од 170.176.804 денари и наплатени побарувања 165.701.379 денари. Поднесени се тужби кон физички и правни лица во вкупен износ од 9.747.745 денари и по истиот основ наплатени 6.575.292 денари. Состојбата на обврските кон добавувачи на 31.12.2024 година изнесува 37.243.479 денари. Во 2024 година исплатени се две рати по основ на заем од КФ банка во износ од 1.454.186 денари. Салдото на 31.12.2024 останува 21.812.800 денари. Данокот на додадена вредност е пресметан и платен во износ од 2.187.655 денари. Во прилог на овој извештај има преглед на трошоци на потрошено гориво за период 1.1.2024-31.12.2024, биланс на состојба, биланс на успех, извештај за паричен тек, извештај за промени во капиталот, извештај за сеопфатна добивка за 2024 година и посебен осврт на финансиски извештај за период 1.10.2024 до 31.12.2024 година. Годишната сметка е доставена до Централен регистар во предвидениот рок. Според неа, според билансот на состојба, нетековните средства изнесуваат 588.091.466 денари, тековните средства изнесуваат 132.391.139 денари и активните временски разграничувања 4.628.370 денари или вкупна актива 725.110.975 денари. Главнината и резервите изнесуваат 114.936.342 денари, обврските 70.307.831 денар и пасивни временски разграничувања 539.866.802 денари и вкупна пасива 725.110.975 денари. Билансот на успех со приходите и расходите го дава резултатот што го остваривме од 8.005.139 денари. Се што останува главната дејност, собирање, обработка и снабдување со вода со најмногу приходи од 62.502.381 денар. Согласно тоа, донесена е и одлука
од Управниот одбор на Комуналец за распоредување на добивката од 8.005.139 денари за да се покрие дел од загубата што ја остваривме во 2022 година. Благодарам. Благодарам на представникот за воведното излагање. Отворам расправа по сите 4 точки. Кој се јава за збор си ово? Извештајот кој? Не, воведното излагање се однесува на сите 4 точки, а после сите 4 точки се разгледуваат и се отвора дискусија и прашањето истите. Ќе имаме воведно излагање и на директорот во врска со извештајот, па потоа ќе добиете збор. Добар ден, почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитувани медиуми. Пред вас е извештајот за работа на Комуналец Гевгелија за 2024 година, во која се опфатени збираните податоци за работените и остварените работни задачи и услуги по сектори со финансиски показатели. Ќе се осврнам на дел од работите и активностите. Во сектор заеднички работи, во кој што го сочинуваат Оделение за сметководство и финансии, Оделение за комерција, Оделение за општи и правни работи и Оделение за план и анализа, се извршуваа сите работни активности и задачи со кои беа планирани во самата програма. Изминатата 2024 година предпријатието оствари 194.465.000 денари приход, а за реализација на активностите во програмата од 2024 година направени се трошоци од 186.460.000 денари и остварена е добивка од 8.005.000 денари. Во склоп на секторот функционира и автобуската станица, која што работеше секојдневно и ги извршуваше своите редовни обврски. Исто така би напоменал дека лани за прв пат почна да функционира оделението паркинзи од февруари минатата година, како ново оделение во ЈПГД Комуналец. Оделението паркинзи работеше ефикасно и ликвидно. Ова нова дејност предпријатието успешно се справи со неа и ја исполни својата главна цел, а тоа е решавање на хаосот со паркирање во централното градско подрачје. Вработените во секторот паркови и зеленила редовно ги извршуваа своите работни обврски и задолженија, предвидени во програмата на предпријатието за 2024 година, но освен тие малце беа поактивни претходната година и за таа цел беа уредени повеќе места во општината. Како што се на улицата 7 ноември од кружниот тек на булеварот па се до раскрсницата со улицата Гевгелијски партизански одреди, на тротоарите беа поставени жардинерии и метална украсна ограда со која се направи партерно и хортикултурно уредување на истите. На дел од улицата во жардинеите се засадени зимзелени дрвца, нискозбунешти растенија и цветни рози. Во централното градско подрачје, поточно поштавот, поставени се полукружни жардинерии во кои се засадени украсни дрвца. На сите предвидени места за садење редовно се сади и сезонско цвеќе. На кружниот тек, исто така на кружниот тек измеѓу улиците Совдан Митров Данко и Радован Ковачевиќ е поставена метална конструкција на која се поставени сакли сезонско цвеќе со цел за поубав изглед на просторот. Минатата година со одржување започна и новиот градски парк со површина од 6000 метри квадратни и инклузивниот парк Ице Бегов во дворот на Пионерскиот дом, а на крајот на 2024 година со отварање на паркот Топлик и одржување на истиот парк. Во организација на Комуналец, јавно предпријатие Македонски шуми и Црвен крст од Гевгелија во месец декември беше направена акција за пошумување, во која што беа пошумани повеќе од 5000 садници. Секторот водовод и канализација ги извршуваше своите задачи ефикасно и навремено со стабилно водоснабдување на целата територија во општина Гевгелија. Во текот на 2024 година во делот на водовод се извршени следниви активности и интервенции. Реализирани се вкупно 1245 барања, интервенирано е на 723 пријавени дефекти на водоводни линии, од кои 11 интервенции се на главни цевководи, 262 интервенции се на дистрибутивна мрежа и 450 интервенции на водни приклучици
и шахти на корисници. Изведени се вкупно 64 нови приклучици на водоводна мрежа, од кои 60 на физички лица и 4 на колективни стambени згради со вкупно 180 станови. Издадени се 80 решенија за приклучок и издадени се 171 мислење и акти и други акти од делокругот на работење на предпријатието. Оделението за канализација исто така работеше ажурно и ефикасно. Направени се вкупно 350 интервенции на уличната канализациона мрежа заради пробивање и прочистување на истата во деловите каде што се појавуваше проблем во нејзиното функционирање. Издадени се вкупно 65 нови решенија за приклучување. Минатата година функционираат двете фотоволтаични централи на Лунарското подрачје Марзенска ада и пречистителната станица, од кои што предпријатието има значаен финансиски бенефит. Освен редовните активности, би напоменал дека во 2024 година беше реализиран и проектот за намалување на неприходована вода, поддржан од Министерството за животна средина и просторно планирање со кофинансирање на Комуналецот Гевгелија, во кој што беа променети 415 водомери, опрема за отчитување, беше набавен компјутери и таблети и нов софтвер, а целиот проект беше во вредност од 7 милиони евра. Во декември 2024 година ја реализиравме предвидената набавка со обука на вработени и воведување на QGIS платформата, со што со внесување на истите на постоечките линии и водоводните канализациони линии во наредните години планираме да се подобри состојбата во делот на исцртување на подземните водоводни и канализационни инсталации за постојаната и ново изградената комунална инфраструктура. Секторот комунална хигиена исто така ги обавуваше своите редовни активности и задачи. Ги извршуваше навремено и ефикасно. Но ви споменал дека ЈПК Комуналец Гевгелија минатата година со помош на општината направи услови за примарна селекција на повеќе од 90% од домаќинствата во општина Гевгелија. Во текот на 2024 година беа поставени 90 нови улични канти за отпадъци низ градот и околните населени места. Исто така беа поставени 80 контейнери, нови контейнери од 1,1 кубик. Беа направени повеќе акции за чистење на диви депонии. Минатата година прифатилиштето за бездомни животни во рамките на предпријатието работеше експедитивно и навремено и покажа одлични резултати, со близу 98% третирани бездомни куќи на територијата на општина Гевгелија. Минатата година беа набавени нови летни и зимски униформи на работените во оперативата. Затоа би сакал да кажам дека со идентичен број на вработени, како годината, за разлика од годината претходно, предпријатието успеа да го зголеми опфатот на редовно чистење на јавноправни површини. Ова година беше зголемен бројот на контейнери, како на жолти, така и на зелени, за мешан комунален отпад, а беше изголемена и фреквенцијата на подигање на некои делови од општината. Предпријатието успеа со истиот човечки капацитет да ги одржи постоечките паркови кои беа уредени во постоечките паркови и новите паркови кои беа уредени во 2024 година. Со ова можам да кажам дека Комуналецот Гевгелија имаше успешна година во која што предпријатието ги подобри резултатите во работењето преку целосно искористување на капацитетите, максимално подигање на нивото на услугите, оптимален ангажман на вработените. На крај, сакам да се заблагодарам на вработените од Комуналецот Гевгелија за успешната година, бидејќи на големата заслуга ја имаат тие. Благодарам. Ако има некои други прашања, сам прашања. Да, благодарам се од 20 представници на предпријатието, на нивното обширно излагање. Сега продолжуваме со ваши дискусии и прашања. Прво се јави колешката Силова. Благодарам, председателе. Почитувани представници на Комуналец, добар ден. Мојата дискусија ќе биде по сите точки, како
што беше го предложено, ќе започнам со финансискиот извештај на ЕПК Комуналец за 2024 година. Овој извештај е штимен, параштимуван, а еве и зошто. На комисиите завчера до представникот на Комуналец упатив констатација за неусогласеност на повеќе ставки во приходната и расходната страна од извештајот визави усвоениот финансиски извештај за 9 месеци 2024 година, усвоен на 53-та седница на Советот од 6 декември 2024 година и извештајот за цела 2024 година со посебен осврт на последниот квартал, што е точка на дневен ред на оваа седница. И на претходни седници ви укажав дека веќе усвоен извештај од Советот е конечна појдовна точка за понатамошни прикажувања во финансиските извештаи. Ако сте увиделе грешка во веќе усвоен од Советот извештај, сте можеле да го вратите повторно до Советот со укажување за пропустите. Тоа не сте го сториле и за нас, како Совет, бројките искажани во него се конечни. На комисиите завчера рековте дека несовпаѓањата на кои ви укажав се буквално испеглани по укажување на некое консултантско биро или како и да е. Колку економисти има Комуналец, па барате Совет од страна? Повторно се потврдува констатацијата на Државниот завод за ревизија, каде овластениот државен ревизор уште на втората страна искажува мислење дека финансиските извештаи не ги прикажуваат вистинито и објективно во сите материјални аспекти во согласност со применливата рамка за финансиски известувања, а на страна 23 се вели погрешните прикажувања може да се резултат на измама или грешка и се сметаат за материјално значајни. Сега, прашањето ми е дали се работи за измама или грешка и на што тоа Надзорниот одбор за контрола на материјално финансово работење дал позитивно мислење на извештајот за 9 месеци 2024 година и дава позитивно мислење на финансискиот извештај за периодот 1.1.–31.12.2024 година со посебен осврт на периодот 1.10.–31.12.2024 година, а Управниот одбор, согласно позитивното мислење на Надзорниот одбор, донесува одлука за усвојување на исто. Имено, во приходната страна во извештајот за ставката зонско паркирање имате вкупно, ќе зборувам округло, 4.162.000. За 9 месеци имате 2.595.000, значи за периодот од 10 до 12 месец, математички, треба да имате 1.567.000, а не 1.561 денар, како што стои во извештајот. За ставката ветеринарни услуги за 9 месеци имате 375.000, во извештајот вкупно имате 1.350.000 округло, за кварталот треба 974.663, а не 724.663, како што стои. Во ставката останати приходи до 9 месеци имате 449.106. Во извештајот вкупно имате 509.576, значи треба 60.470, а не 310.252, како што стои во посебниот осврт за четвртиот квартал. И во вкупниот приход до 9 месеци имате 139.749.641, во извештајот вкупно 194.465.320, за кварталот треба 54.715.679, а не 54.737.270, како што ви е прикажано. И во расходната страна имате неточни податоци во четвртиот квартал, визави усвоениот извештај за 9 месеци. За трошоците за резервни делови и материјали за одржување имате прикажано во четвртиот квартал помалку за 155.000, имате 603.000, треба 758. Трошоци за спорови, административни и судски такси
имате за 65.000 помалку, имате 67.000 и треба 133.000. Вкупните трошоци, прикажани во четвртиот квартал, би се за 469.000 помалку од она што е визави усвоениот извештај за 9 месеци. И што да кажам? Станав детектор за грешки и пропусти кога се во прашање финансиските извештаи и на комуналец и на општината. И барам да стои во записникот дека нема да гласам оваа точка, затоа што недопустливо е званичен документ да има недостатоци и пропусти. Од претходно кажаното, за мене е дискутабилна и работата на надзорниот одбор за материјално и финансово работење, на што тоа дава позитивно мислење, имајќи го во предвид дека во прилог на годишниот извештај за 2024 година се и бројките по ставки за периодот 10 до 12 месец 2024 година во кој се воочени овие пропусти. Во една наша општина, Советот ги разреши едногласно членовите на надзорниот и управниот одбор на јавни предпријатија, ама тоа се случува ако на вистина се води сметка за исправно работење на општината, но овој совет, за жал, со обезбеденото мнозинство дава согласност и на неисправни документи. Понатаму, со известна доза на скептицизам ќе направам анализа на бројките што се прикажани во вкупните износи по години. Приходите за ѓубретарина во 2021 година се 25 милиони. Во 2022 се 27 милиони. На 19-та седница од 25 ноември 2022 цените се покачија и се преминуваат од 2023 година, па од 27 милиони во 2022, во 2023 и во 2024 година се 47 милиони. Исто ниво за овие две години, ама поголем приход согласно поскапената цена на услугата. Приходите за вода за пиење, прочистување и одведување отпадни води исто бележат пораст по покачувањето на цените на 42-та седница од 30 мај 2024 година, па така приходите од вода од 40 милиони станале 46 милиони, за канализација 2021 има 9 милиони и 800, 2022 има 10 милиони и 700, 2023 има 11 милиони и 900, 2024 се 13 милиони. А за прочистување отпадни води од 12 милиона сега се 13 милиона и 350 илјади. А кога сме веќе кај прочистителни отпадни води, работи ли пречистителната станица? Трошоците за химикали 2021 година биле 1.600.000, 2022 544.000, 2023 773.000, 2024 477.000. Сите трошоци растат, само трошоците за химикали се во опаѓање, па следствено на тоа се поставува прашањето дали работи пречистителната станица, со колкав капацитет, или повторно се ударя по џебот на нашите граѓани. Првиот пат со покачени сметки за ѓубре, вториот пат со покачени сметки за вода, а сега со трошок за услуга што можеби и не ја добива. Од прикажаните бројки во извештајот, повторно се потврдуваат нашите тврдења за целиот овој период на Советот, а тоа е дека возниот парк може да колабира. Тоа се гледа од трошоците за резервни делови и материјали за одржување, 2021 739.000, 2022 882.000, 2023 1.773.000, 2024 2.320.000. Трошоци за потрошени моторни масла за возила 2021 236.000, 2022 414.000, 2023 483.000, 2024 година 886.000. Услуги за сервис и одржување на возила 2021 503.000, 2022 206.000, 2023 335.000, 2024 1.479.000. Во очи ми падна и трошокот за камати за задоцнато плаќање на обврските. 2021 година има само 3.788 денари, 2022 529.000,
2023 280.000, 2024 515.427 денар и трошоци за спорови, административни и судски такси 2021 35.000, 2022-2023 нема, 2024 334.310. И ако се направи една споредба 2021 и 2024 за овие две ставки, камате за доцното плаќање на обврските и административни и судски такси, се гледа огромна разлика. 3.788 дена во 2021, 515.427 денари во 2024, камати за задоцното плаќање. Дали е тоа во прашање кој раководел со јавното предпријатие. И една интересна ставка на трошок и во комуналец и во општината, трошоци за договор на дело. 2021 нема. Од кога е оваа локална власт и ова раководство, 2022 има 621.000, 2023 има 816.000, 2024 866.000. Се удолжувате на вашите партиски војници, но граѓаните што си ги плаќаат услугите и ја полнат вашата каса, не се сите припадници на ДПМН. За крај, како јаготка на шлагот и како најголем допринос во овој позитивен финансиски извештај за 2024 година, со добивка од 8 милиони, е приходот од наплатени, отпишани поборувања од 7 милиона и 915.000. Остварен во четвртиот квартал или оставен за штимање на позитивна завршна сметка. Супер! Да не беше тоа, каков резултат ќе имаше? Го задржувам правото за повторна дискусија, ако сметам за потребно, а повторно ќе нагласам дека барам во записникот да стои дека нема да гласам за званичен документ со недоследности. Недопустливо и недостојно. И барам одговор за неусагласеностите во четвртиот квартал, но не е прифрлив одговор во стилот на градоначалникот грешки имало и ки има, или во стилот на вашиот министер за внатрешни работи Тошковски пукање имало и ки има, убиства имало и ки има. Материјалите пред да дојдат на седница на совет треба, како што се вели, да поминат сито и решето. Тоа е во врска со финансискиот извештај. Во извештајот за работењето на ЈПТК Комуналец Гевгелија за 2024 година, на страна 8 од извештајот стои: во прилог на овој извештај се годишните извештаи за работата на органите на управување за 2024 година. Недостасува годишниот извештај за работата на Националниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење за 2024 година и годишниот извештај за работата на Управниот одбор за 2024 година. Тоа недостасува во материјалите што ги добивме за седницата. И сега во точката 15, решение за давање согласност на одлуката за распоредување на нето добивка на ЈПК Комуналец Гевгелија за 2024 година. Тоа е до општинските служби, нема приемен печат на материјал. За да биде уреден документот, треба да го има и тоа. Ви благодарам. Благодарам, Ива. Прашање немаше, доколку цените за потребно да искоментирате нешто, повелите. Да, борете. Не, ќе одговорам за... Спомнав нешто на комисиите, но сакав да бидам сигурна. Еве, ако не се важи одговорот од консултантската куќа, јас се консултирав и со државниот ревизор што не беше во контрола во 24-та за годината 2023. Не е грешка доколку при изготвување на годишната сметка се утврди нешто дека се случило поради нешто во текот на годината, да се искнижа на друго конто и да се коригира како што треба да биде. Напротив, подобро е да се коригира и годишната сметка да биде како што треба, отколку да оставиме тоа да биде погрешно прикажано во
годишната сметка на предпријатието. Во нивниот извештај на државната ревизија викаат изразивме неповолно мислење за реалност и објективноста на финансиските извештаи. Не се однесува на прикажани трошоци и приходи, напротив, ни кажаа дека се е во ред, ги гледаа сите фактури, излезли, влезни и слично. Неповолното мислење се однесува, објаснето е на мене нацрт извештај на страна 3, јас го земав бидејќи сепак поврзано е и многу работи од извештај на државната ревизија се имплементирани во овој извештај. Се однесува на побарувањата, се однесува на градежните објекти и се однесува на капиталот, односно тоа е тоа што донесе неповолно мислење, односно во 2014 година се работи за ставки во делот на основна главнина, удели од содружници, државен капитал и останат капитал кој се водел од деловни фондови како што се фондови за распоредување на ревалоризација, фондови за распоредување на резултат, фондови за домување, за заедничка потрошувачка, набавка на основни средства и слично. Тие износи во збир од 104.971.000 од основна главнина се носени во останати резерви со пописот за 2014. Оваа ревизија ни укажа дека тоа не треба да биде така, дека треба од резерви да се носат во основна главнина и тоа е спроведено со овој попис и со овој финансиски извештај, да кажам една препорака ни е спроведена и тоа е тоа што се однесува дека има неповолно мислење, дека не се прикажани извештаите како што треба, а не дека ние прикажуваме грешка, трошоци или приходи. Најчесто измените се однесуваат барем во делот на трошоци, кога правиме служување на магазинот, ако се работи за некоја нивелација на цени, подобро да ги коригираме отколку да оставиме да бидат со помала или поголема вредност од таа што треба да биде. Поголема грешка за мене е да не се евидентираат фактури што се направила некоја набавка и да бидат оставени, како што затекнав кога се вратив од породилно боледување, фактури од 21 стоја така, оставени, не беа заведени во финансово, па ги прифативме наредната година, сепак треба некој да ги плати тие. Во делот на каматите, не знам, 39-ти го видов кај нас имаше искажани камати и са баш конкретно за тој трошок се сложува, пример, збират до 39-ти со износот од 1.10. Другите трошоци напоменав дека се работи за корекции правени при годишната сметка и тоа ми напомена и државниот ревизор дека не е грешка за тоа што сме исправиле да биде како што треба, така да не се работи ни за штимање, ниту за... Да видим дали е завршено се моја дел од одговорите, ќе ги даде директорот. Што беше поопширно. Често се збори за покачената цена на вода, покачената цена на одведување и на почистување на отпадни води и тоа се поврзува со некоја потенцијална добивка, како што во случај е добивка, но веќе ако земеме во предвид сите услови по кои што работи предпријатието, тоа не е желба на комуналец колку и како да ја покачи водата, туку си има процедура во која што регулаторна комисија одредува цена за 3 години по некои параметри се води во кои што се буквално или услови за работа во кои што работат сите. Но во вашата дискусија и сега и претходно никој пат не се зема во предвид колку трошоците се покачени. Например, сега, платата на изброј на вработени, ние имаме покачување само, вие правате компарација 4 години назад, а јас ќе направам само една година. 2023 година расход за плати, 2024 година
е 15 милиони разлика. И тоа е неизброена вработени, исполнувајќи ги нашите законски обврски. Не е тоа по желба. Да, имаме желба ние да ги покачиме платите, да бидат поддостоинствени платите во комуналец, но вредно е да се каже дека условите под кои што работите комуналец, дали остварува добивка или загуба, во овој случај добивка, вредно е да се каже дека и важно да се каже дека некои имаме трошкови што се наметнати од некои закони. Мислам дека е не фер да се дискутира на тој начин, дека со договор на дело ние претходната година сме не знам како беше задоволувале некои партиски, не знам што, војници. Моментот до кој што вработените во паркинзи по систематизација не можеа да се примат во оделение кој што не постоеше во моментот оделение на паркинзи, беа вработени на договор на дело и ја вршеа истата работа. Сега тоа партиски не би сакал да коментирам во врска со тоа. Факт е дека конфузно е уствари да се збори и тоа на една иста седница на Совет, дека се покачиле цените на услуги, а цените на услугите се покачуваат само за основни работи. Значи, регулаторна комисија ги зема параметри и вредности и има од до опсегот. Опсегот ние фаќаме цена која што е само за основни работи, а збориме дека не се набавуваат нови возила и за развој и за амортизација на истите. Тие две работи не одат. Ако земеме највисоката цена што дава регулаторна, да, во тоа има пари и за развој, и за амортизација, и за X други работи да не ги бројам. Да, ние имаме и инвестиции, но да купиме и нови возила и се тоа, за тоа треба поголеми цени на услуги. И една друга работа, спомнавте за покачување на расходите, трошци за спорови, административни и судски такси. Но мислам дека ако малце навлезете и во споровите, ако сакате и ги презентирам споровите не се ни од пред една, ни од пред две, ни од пред 3 години. Туку тие се спорови во кои што менеджментот на предпријатието не го испочитало законското право на одредени вработени, а сега ние плаќаме оштети. И тоа сериозни оштети. Можам да ги презентирам, може да ги презентирам јавно за да знаат сите. Ако Молим? Колежка Силова, да заврши директорот, па ќе излезете повторно. Ветивте дека ќе излезете повторно. Завршите ли? Повелите. Силова па Јованов. Значи вака, и камати за задочното плаќање на обврските ви се во пораст. Едно појаснување до представникот на општинската администрација. Значи, документите што ги усвојува Советот се конечни. Јас разбирам дека треба да завршната сметка да биде како што треба. Арно, ама, ако веќе сте увиделе дека има направено некој пропуст, не е потребно да дојде тоа на седница за да се направи корекција на тој извештај, па после да бидат усогласено до крајот како што треба. Се разбравме? Мислам за воиднина, тоа е чисто една... Ако тоа пракса може да воспоставиме, па нека биде така. Па значи со многу одлуки што се ги донел Советот, имаме одлука за измена на одлуката, нели, и согласно на тоа се дава образложение. Зошто е тоа направено? Тоа чисто една сугестија за подобро работење за воиднина. Благодарам. Сега за збор Јованов. Почитувани советници, почитуван председател, почитувани присутни од комуналец. Јас имам само една прашање во врска со
точката наплатени отпишани побарувања кои се во износ од 7.915.649, да ни кажете ако можете или ако сте сега во можност, која е структурата на наплатените побарувања отпишани од причина што истите ако се отпишани, а сега се наплаќаат, исто така представуваат приход во тековна година. Таа не може тоа да не кажете. Конкретно прашање, повелите. Оваа ставка, приход од наплатени на отпишани побарувања и отпис на обврски, од овие 7.900.000, ќе зборувам во заокружени цифри, и ги немам точните, околу 650.000 се наплатени отпишани побарувања, тоест побарувања кои сме ги усогласиле во годините предходно, како отпишани, меѓутоа сега се наплатиле во некоја ситуација и тие ни представуваат приход. Останатиот дел од околу 7 милиони и нешто се отпишани обврски по препорака на Државната ревизија, се однесуваат за надоместоци за вода и канализација што ги наплаќавме пред 2016 година, пред добивањето на дозвола. И ревизијата ни даде насока да направиме отпис на истите, бидејќи тие се застарени и во записникот што ни го дава во тој момент државниот инспектор кажува дека не должиме ништо кон државата по основ на тие, бидејќи биле во некои фонд за води порано. И затоа по нивни насоки ние направивме отпис на тие обврски. И тоа на нас ни представува приход во овој случај. Тоа е одговорот. Друг за дискусија, Петров. Благодарам, председателю. Почитувани колеги советници, почитуван директоре, представници на ЕПК Комуналец. Јас не ги баратам толку бројките како колегите претходно што збореа. Секој чест за нив, така да јас само имам некој прашање, така како прашање ќе го формулирам за ова што сакам да го констатирам во ова моје излагање. Побарав на интернет овие денови како едно предпријатие, јавно предпријатие би било профитабилно и одржливо во иднина. И добив до информација дека купните трошоци од приходната страна, значи купните трошоци кои што тоа предпријатие во однос на човечките ресурси вработените треба да ги издвојува, се движат од 30 до 50% годишно. Сега, анализирајќи овие бројки, видов дека ние веќе во ЕПК Комуналец сме ја виделе таа бројка од 50% трошоци за плати и други останати трошоци за вработените, што значи веќе влегуваме во една фаза кај што свети црвено светло, што може да укаже дека на потенцијална ризик во иднина, може би сега не, тоа нема да го видиме, но дека во иднина ќе дојдеме до ризик. Зашто го велам ова? Бидејќи знаеме дека платите на вработените во државата веќе треба да се зголемат, мислам дека дали сега овој месец или кога беше има некоја зголемување таму и може би најсен ќе има друго, така да ќе дојдеме во ситуација дека тој процент што е веќе над 50 ќе се зголемува. Трошоците за овој приходите ќе се остануваат исти и визује ова зголемување на водата и другите приходи што се од паркирање, например, оваа година што се предходната година што се воведени. Така да директорот овде спомна дека што нема согласност со него дека одржувањето, работењето на предпријатието и инвестициите кои ги планира во иднина, зголемувањето на ова ќе треба да се прави со поголеми цени на услуги, зголемување цените на услуги. Зашто не се согласувам, сега ќе кажам, бидејќи според мене ако ги зголемуваме цените на услуги, до кај ќе одиме? Не знам, моето видување дека треба да ја зголемиме продуктивноста на предпријатието.
Зголемувањето на продуктивноста веќе е ова малце политичко прашање. Директорот е постојано овде политички. Ова сметам дека не е во негова надлежност, зголемување на продуктивноста, но може да се избори за таа работа, бидејќи во приходите гледаме дека имаме приходи од градежна група само 7.251 денар. Значи ние имаме градежна група во предпријатието кој што не остварува никакви приходи. Работеле како да ги има само, нема никаков бенефит од нив. Ова градежна група според мене не може многу повеќе да сработи, да донесе многу приходи во предпријатието, ако градоначалникот дел од тие тендери што ги распишува на приватни економски оператори да ги извршуваат, му ги делегираше на јавното предпријатие. И сега таа бројка немаше да биде 7.251 денар, може би беше 1, 2, 3 милиони денари, да кажеме, кои би влегла во тие приходи на предпријатието. Значи, како асфалтирање, како крпење на дупки, бекатон, плочки и друго. Се гледа во јавните набавки кои фирми ги добиле тие пари. Така да сметам дека предпријатието може да работи во иднина многу профитабилно, да инвестира во ресурси, да инвестира во механизација, да го намалиме тој процент од 50 да се симне подолу, да има повеќе профит, но тоа се веќе е во надлежност на градоначалникот на општина Гевелија. Благодарам. Благодарам вам. Имате ли? Директорот. Кратко објаснови. Во однос на констатацијата за 50%, над 50% за плати од купните приходи, да се согласувам, заради тоа што имаме и примери низ Македонија. Повеќето од предпријатијата во Македонија, повеќето зборам за може и над 80% се, над 60-70% само за плати, и тој индикатор е точен. Но друг ми беше зборот мене да ги покачиме туку во цените што ги дава регулаторна комисија, во самиот опсек, долната граница на цената е секогаш за основни работи и не ги предвидува, например, нови законски решенија или спогодби на владата за некое вонредно покачување. Регулаторна комисија ги вкалкулира инфлацијата потенцијална и така натаму, но не и некое потенцијално зголемување на платите. Во една комуникација со представник на регулаторна комисија на оваа прашање, пред некој ден тој искоментира дека покачувањето на платите треба да има ново барање до регулаторна комисија за покачување на цените на услугите. Но исто така се согласувам дека продуктивноста на предпријатието треба да се зголеми во секој случај и во делот во кој што на моето излагање за извештајот јас потенцирав дека предпријатието 2024 година е поефикасно од 2023 година, а мислам дека 2023 година беше поефикасно од 2022 година. Може да дадеме еден пример. Например, со изброј на вработени, кога зборам за изброј на вработени плюс минус еден вработен, ние функциониравме во 2024 година со едно ново оделение паркинзи, функционираме со плюс прифатилиште, функционираме со 50% повеќе контейнери на територија на општина Гевелија, функционираме со поголема фреквенција на сопирање на отпадот, функционираме со 2600 канти плюс за селектиран отпад кои се прибираат 2 пати месечно, зголемени тревни површини, повеќе паркови со изброј на вработени. Значи, одговорно тврдам дека ефикасноста по вработен во предпријатието е зголемена. Не викам дека ние сме го достигнале плафонот, но се уште може повеќе. Вие алудирате на намалување драстично на бројот на вработени, за да може да се намали процентот на продуктивноста. Ние може да ја зголемиме во однос на барањата кон нас за некоја задача. Ние додека немаме налог за работење, не може да работиме.
И друго, спомнав дека не се предвидени инвестиции во таа цена, но не значи тоа дека ние не инвестиравме. Претходната година инвестиравме во фотоволтаична, претходната година мислам на годината 2023, во фотоволтаична централа, во Мрзенци и некои други линии инвестиции. Ова година имаме инвестиција во сигнализација и софтвер пумпите на Негорци и Мрзенци. Имаме бушотина на депонијата Новоконско, имаме нови водоводни линии, нови канализационни линии, исто така инвестиција и кофинансирањето на проект на животна средина за водомери. Значи не е да ние не инвестираме, само треба за да држиме некој тренд, мислам дека треба повеќе да инвестираме. Благодарам. Друг за збор? Роман Чевковиќ. Благодарам, председателя. Почитувани представници, добар ден. Уште на самиот почеток, во однос на точките што се пред нас за разгледување, за кварталниот извештај на јавното предпријатие Комуналец Гевгелија, за годишната завршна сметка и за извештајот од работата за 2024 година, би сакала да дадам едно мое објаснување и осврт во однос на сето ова, на овој материјал што е пред нас. Финансиските извештаи што се наоѓаат пред нас за јавното предпријатие Комуналец за изминатата 2024 година некако се доведува во прашање дека дали се веродостојни, дали се вистините, дали е транспарентно. И во објаснувањето од ваша страна, од представникот, се задржавте на вкупни приходи направени во текот на 2024 година и дека тие вкупни приходи се поголеми од направените трошоци вкупни за 2024 година и дека јавното предпријатие работи со добивка од 8 милиони денари. Ја завршила 2024 година со добивка од 8 милиони денари, тоа постојано го повторувате повеќе пати. Се додека не произлезе прашањето кај, значи во излагањето треба да се осврнавте на редовните приходи, но некако ги избегнавте другите приходи, од каде што се гледа дека најголемиот износ во други приходи вие приходи од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски. Требаше да го образложите и овој дел, други приходи, и да кажете дека се отпишани обврски по укажување и препорака од извршената ревизија во вредност од 7 милиони и 915 илјади денари. Ако вакви отпишани обврски за вашето јавно предпријатие е приход вонреден, за буџетот на државата е трошок. Значи, буџетот на државата, тие пари што требале да бидат платени на државата, веќе нема да ги очекуваат тие пари, тој е трошок за буџетот на државата, а кај вас, во вашиот буџет е приход, вонреден приход. Ако овие отпишани обврски како приход ги минусираме од 7 милиони и 900, ќе ги минусираме од вкупните приходи, затоа што тоа не се приходи од ваша работа, ваша нова вредност што ја создава вашето предпријатие. Туку тоа се отпишани стари обврски, не знам, 11 години, ако не се лажам, ако убаво запишав, видов, да, 11 години обврски стари, што не сте се ги платили. И ги отправите вонреден приход,
на тие обврски стари 11 години и ако ги иземеме оваа сума, ја иземеме од редовните приходи и другите приходи, вкупниот приход ваш е 186 милиони и 500 илјади денари. Вкупните трошоци за 2024 година се 186 милиони и 500 илјади денари. Значи, вие немате никаква добивка во вашето редовно работење. И не ги зборувајте, не ја кажувајте и не ја потенцирајте добивката од 8 милиони денари, што не ви е добивка од вашето редовно работење. Генерално, во финансискиот извештај, приходите од вода ви се зголемуваат. Сите знаеме дека тоа е заради покачените цени што ги наплаќате од фирмите и од домаќинствата, од правните лица од домаќинствата. Меѓутоа, ги изготвувате вашите сметки, ги праќате на домаќинствата и на правните лица, тоа за вас е приход. Сега, од вака евидентираните приходи од работење, мене ме интересира колку од нив се ненаплатени. И 22 милиони 200 илјади денари ви се ненаплатени приходи од домаќинства и од правни лица. И дали овие 22 милиони денари треба да ги евидентирате како расход врз основа на ненаплатени побарувања. Значи, тоа ви е препорака од ревизијата. Понатаму, во однос на приходите прикажани од паркови и зеленило и одржување на комуналната хигиена. Вие, вашето предпријатие јавно, вршејќи ги овие услуги, праќате фактура на општината. Значи, општината ви должи пари за... има обврска општината да ви даде пари за овие ваши извршени работи. Прашањето ми е, колку редовно си ги наплаќате овие побарувања од општината? Што направивте со тие 31 милион денари што општината ви ги должи врз основа на овие ваши побарувања што ги имате од општината? Немате направено пресметки, калкулации на вашата цена на услугата што ја давате на општина Гергени. Во делот на трошоците, генерално гледаме дека има зголемување на износот на трошоците на работењето на предпријатието за 2024 година, но од друга страна гледам дека прикажувате намалени обврски за 2024 година. Значи, некако, ако се зголемени трошоците, тие трошоци мора да се платат, што значи дека и обврските треба да бидат поголеми од претходната година. Тука некако не ми се веродостојни тука овие податоци. Дали правите и на кој начин го правите пописот на обврските? Дали имате направено усогласување на сметководствениот дел со фактичката состојба на обврските? Значи, ме наведува на тоа, за да не ги прикажете и по направените пописни листи за објективноста на овие обврски, како стоят во сметководството, а како е во фактички во реалноста. И за крај би кажала дека не размислувате и не постапувате предприемнички. Не преземате никаква акција
за да ја намалите загубата на водата која што е 52% од вкупно потрошената вода, што ја давате на сите. Штом не преземате никакви акции за да ова го намалите, вие не водите сметка да ви се зголемат приходите. Затоа што ако ја намалите загубата на водата, ви се зголемуваат и приходите. Тука би се надоврзала повторно. Значи не одите, не сакате да го обновите, да ги обновите постојаните средства со кои што ви се до трајање амортизирани. Не вршите усогласување на сметководствената состојба и на средствата и на изворите на тие средства. А тоа значи, штом тоа не го правите, овие финансиски извештаи што се пред нас не се реални, не се објективни. Благодарам. Дали следува некој одговор на дискусијата на Раманчева, да? Прво директорот, па сега во Митров, така? Да. Ако е реплика, се извинувам, мислам дека е дискусија. Ако е реплика, повелите Митров, па после продолжува директорот со одговор. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувани гости од Комуналец, почитувани останати присутни. Колешката Раманчева спомна некои стари приходи од претходни години, зошто сега се калкулираат во овој извештај и во контекст на тоа би прашал каде е калкулирана фактурата од 4 милиони од 2021 година. Прашувам директорот и колку ќе беше добивката без таа фактура. Благодарам. Реплика или прашање до директорот? Реплицирајќи на колешката Раманчева, поставивте прашање на директорот во ред. Ќе одговори директорот сега. Претходно мислам на претходно прашање од не се сеќам кој е советник. Одговори во врска со поврзувањето на добивката со покрачени цени, но никој не спомнува условите под кои што работи предпријатието, кога беше струјата, никој не ја спомнуваше струјата и платата, а сега е само платата. Ајде да видиме кои се условите. 2021 година на изброј на вработени расход за плата 59 милиона 747 илјади денари. 59 милиона. 2024 94,4 милиони денари. Што значи тоа сега? Сега треба да водиме дискусија дека ако платата не се покачеше на 94,4 милиона, ние ќе имавме 8 и 35,400, 63 милиона,4 ќе имавме добивка на предпријатието. Мислам дека е нефер да се бега од суштината. Знаеме дека условите по кои што работиме ние не ги правиме ние, некогаш имаме законски, тоа скоро секогаш имаме законски обврски. Во врска со што правиме со долгот на општината, или сега јас како го затекнав предпријатието со побарување кон општината од 42 милиони денари. Сега, не во овој момент, туку заклучно со состојбата 31.12.2024 година е 26,6 милиони. Што значи е солидно намалување. Сега ние знаеме дека и да сака општината не може тоа да го покрие во една година. Што значи се работи на тој случај континуирано се исплаќаат и се намалува, не расте долго, туку се намалува и тоа значително.
Во врска со загубите на вода, мислам дека тука е присутен и раководителот на водовод канализација, може по-добре и тој да се осврне на ова прашање. Или за наплатата на овие приходи, ако добро разбрав, односно побарувањето што се ползват на овие приходи, тековниот процент на наплата или наплатата на побарувањето од 2024 година не изнесува 72%, вкупната наплата е 97%, не влегуваат и побарувања од претходни години. За обезбедување на ненаплатените побарувања се поднесуваат редовно предлози и решенија до нотар и адвокат. За обврските кон добавувачи, еве да кажеме, новите обврски од добавувачи се намалени во однос на 2023 година. Во табелата што е во склоп на финансискиот извештај, овие обврски се однесуваат само на, да кажем, конто 220, обврски кон добавувачи за набавки, но тие се намалени. Во меѓувреме трошоците се покачени 186 милиони, но овие трошоци не се само обврски кон добавувачи. Овде влегуваат платите кои не влегуваат во обврски кон добавувачи. Овде влегува амортизацијата која не е обврска кон добавувач и можеби уште некои слични, и вредносното усогласување исто, иако е мало. Значи постојат и видови трошоци кои во исто време не се обврски кон добавувачи. Затоа не можам да кажам дека мора согласно тоа да се намалат и трошоци. Почитуван председавач, почитувани советници, почитувани медиуми присутни. Прашањето на советникот беше дали комуналец воопшто работи или не работи на намалување на загубите на вода. На една од претходните седмици исто така имавме некои излагања за делот на загубите на вода и тога спомнав, сега ќе спомнам дека загубите на вода, како загуби на вода, општ поим е комплексна работа. Ама само еве директно да одговорам на прашањето за да не излезе дека да не влеземе во некои подетални дискусии. Во 2023 година, согласно изготвениот воден биланс на јавното предкомуналец, загубите на вода биле 54%. Во 2024 загубите на вода се 52%, значи сме ги намалиме за 2%, значи одговорот е да работиме на намалување на загубите на вода. Но, затоа што реков дека е комплексно прашање, само како еден пример ќе ви спомнам. 2024 нели пуштевме во употреба нови линии кај што ги дефиниравме проблемите, нови линии спрема граничниот премен, спрема Негорци и Пардаици, посебно спрема граничниот регионал, кај што најмногу пати ни пукаше, имаше истекување. И на сметка на тоа, оваа година 24-та немавме истекување на таа линија и сме намалиле 2%, но во исто време, ако земеме техничките загуби комерцијалните и авторизираните, односно вода што знаеме каде се троши, ама не ја фактурираме, тоа се паркови, вадење на улици, поливање. Секоја година, знаете дека и 24-та се зголеми површината на паркови во Гевгелија кои што ги наводнуваме, а со тоа се зголеми и потрошувачката на вода, која што ја употребуваме за полевање на паркови. И од тој аспект не може поголем процент да намалиме. Доколку го спроведеме онаа што имаме зацртано како комуналец со помош на Советот и општината, да, во делот на потрошувачката на вода за потребите на паркови, полевање на улици, противпожарна заштита и други, ги фактурираме, односно поставиме водомери и ги фактурираме на одреден субјект, тогаш сигурно дека оваа процентот на загуби, бидејќи тогаш таа ќе биде авторизирана и ќе носи приход, процентот ќе падне некаде на 30%. Но и од друг аспект би ви кажал, за среќа со мене сум понел еден диаграм, вака ќе ви го покажам, кој сака на секој ќе му биде доставен до представниците на општеството, ќе биде доставено до сите. Еден диаграм од 2021 согласно Меѓународната асоциација на неприходована вода,
А ова е согласно сите загуби на вода во Македонија, на сите јавни предпријатија, каде се наоѓа Комуналец ГФГ. Да видиме дали е добро или лошо. Ова е најлошото предпријатие или тоа е стандард Дебар со 86% загуба на вода. Комуналец се наоѓа овде на високо место каде што се мали загуби. Зад нас се само неколку предпријатија, може и да ги кажам, подобри да кажам Турија Василево која што има 10%, Ранковци помали комунални, Крива Паланка, Зелениково, Свети Николе, Виница помали предпријатија. Така да во тој аспект кога зборуваме за загуби на вода треба да видиме дали се каде сме во делот на загубите на вода со другите јавни предпријатија. Имаше еден прашање, не сум советникот, почитувам не е овде во делот на добар предлог за градежната група. Еве сега да искористам прилика и тоа да го објаснам, ако да не ви одземам време. И јас кога би бил од ваша страна и кога би прочитал градежна група, исто би бил во недоумица. Но градежната група во Комуналец е наследена со систематизацијата. На времето имавме и мајстори зидари, сега таа градежна група се состои од тројца луѓе кои се физички работници кои користиме само за сопствени потреби, не за да носат приход и да правиме тендери со таа градежна група. Секаде кој што има потреба градот, од настаната отворна улици, пропаднати бекатони, други работи, ги праќаме тие луѓе да ги извршат тие работи како потреба на граѓаните, без да фактурираме на никој. И за сопствени потреби, кај што треба наши инфраструктурни објекти, шахти, водомерни шахти, канализационни шахти да се поправат. Заради тоа и таа градежна група нема приход. Благодарам. Благодарим на представникот. Сега и колегата Рестев за дискусија. Благодарам, председателя, почитувани колеги, почитувани представници на Комуналец. Еве јас задавам мој допринос околу точките кои ще сега на дневен ред. Би тргнало до ова последното што го кажа претходниот дискутант, представникот на Комуналец. Јас да се согласувам да фактурирате за јавно прометни површини за наводнување на општината. Зошто да не? И овој, и веднаш ќе се надоврзам на тоа, не знам дали знае директорот или не, ќе го потсетам, јас може да си праша, дека тие 42 милиони денари, кои што биде 2021 година, видите од која година се. Колку биде од 2021, колку се од 2020, 19, 17, 18 и на назад. Како тогашните раководства на јавни предпријатија фактурирање на општината. Сега вие имате вкупно фактурирање на општината денеска во сегашно устои негде околу 13 милиони, 14. А тогаш бе над 15, 16 милиони. Што ведете ги фактурите? Ама во тоа време. И дали овие пари денеска и тие пари тогаш важат исто? Или исто се вреднуваат? Како што вие рекавте, спрема условите на наступниците. Така да тие долгови што вие сте ги наследиле, јас колку што знам имаше договор помеѓу општина Гевгелие и претходен директор во комуналното за редовно сервисирање на тие долгови од страна на општината. Редовните плюс дел од тие долгови. Сметам дека можеби ова е начинот на кој што можеби е намалена долгот на општина Гевгелие спрема Комуналец. Меѓутоа како и да е. Ќе земам да имам што да кажам, меѓутоа во мојата дискусија навистина ќе го искористам можеби најнаш на 2-3 пати ревизорскиот извештај кој што го направи Државниот завод за ревизија на Комуналец за годината 2020 година. Тука на говорница се кажа дискусија и од представниците и од дискутантите, меѓутоа јас ќе прочитам една реченица која што ви вели мистина за финансиските извештаи. 3.1 вели финансиските извештаи не ги, значи извештаи зборам, како што пише во читав, не ги прикажуваат вистинито и објективно во сите материјални аспекти.
Тоа го пише во државниот завод за ревизија. Финансиската состојба на јавното предпријатие за комунална дейност Комуналец Гевгелие на ден 31.12.2020 година. Не збориме за 2020. Меѓутоа, ово извештање го добив го има декември месец 2020 година. Како и финансиската успешност и паричните текови за годината која е завршила со тој датум, во согласно со применливата рамка на финансиски известување. Бидејќи имаме такви материјали на седница на Совет, некој каже не е финансискиот извештај, односно извештајот за ревизијата на комуналец на дневен ред, меѓутоа од овде може да нацрпиме одредени показатели, тоа што и го кажа претходниот дискутант, дека со овој извештај загубите на вода во комуналец се 53,33%. Евидентирани за 2020 година. Тоа го има овде. Да. Меѓутоа, тие 53 влија на цената која што регулаторна комисија и опсигот ќе го даде. Минималниот и максималниот. Од кога ќе ми пуште фиксните и варибилните трошоци и ред други работи на комисијата во Скопје, тие ќе ви го земат и ова во предвид. И нормално ќе ви дадат опсек, минимален и максимален. Така да, еве, 53-55 пишува. Тоа е околу, мислам, извештајот, само ова ќе го читам, сметам дека ова извештај е доста непоголен за јавното предпријатие. Само уште две реченици по него ќе завршам. Дека јавното предпријатие треба сериозно да го земе раководството и со самото тоа што пише во него дека менеджментот не издал своји забелешки на ревизорскиот извештај, сметам дека се свесни за состојбата и дека еве со сите овие запади кои што се прават од тогаш наваму, со преземањето на пазарот, со преземањето на со логот од 5000 евро од општината, така и ред други работи, се оди да се коригираат доста од проблемите кои што се наведени во ревизија. И тоа е добро. Дури и ова што го кажа представникот дека дел од сметката и начинот на изготвување на сметката се по налог на државниот завод за ревизија. Оние грешки и поправки што се имате направено, а кои што не кореспондираат, ако одиме на принципот проста математика 1+7 дека е 2. Квартал трети со квартал четврти треба да го даде завршна сметка. За жал не е така. Колешката Силова тоа добро го објасни, меѓутоа од објаснувањето на представникот видовме дека укажувањето на ДДЗР било да биде завршна сметка, како што разбрав, како што треба. Така? Така е. Сметам дека треба да сериозно да се прифати и да се има во предвид ревизорскиот извештај, за да не комуналец во наредни околности имам уште полош, бидејќи во самиот увод вели дека еднаш биле 2016 дошле уште еднаш, констатирале одредени подобрувања, 4 работи завршени, 4 во тек на завршувани, само 2 не завршени. Во тие 4 години. Тоа го пише во извештајот. И добро е сите останати аномалии и неправилности да се тргнат на страна. Сега и малку по-конкретно околу финансовите извештаи. И работењето, мислам директорот ќе ме разбере, зборам паралелно за да не зборам поединечно за точки. Ќе тргнам од тоа што тој го споменува дека еден од најголемите трошоци на комуналец е плата. Јас директорот ќе ви кажам, имајте и 100 милиони деневи плата за работници. Во спротивно нема да имате работници. Нема да. Имаме 105 сигурно, За плата. за плата 105 сигурно. Во ред. Со тоа, ако имате плата повисока, имате работници. Може да се доведеме во ситуација комуналното да кубури со овластени или како да кажем подготвени работници за соодветната дејност кои што ги вршат. Значи стручни работници. Во сите области, тука се представници на делот. И јас тој дел никогаш знаете вие претходно овој дел не ми наоѓам забелешка. Ама било административно покачување, не било. Ако не ја покачиме платите на вработените, поготово еве во комуналното добро е што представникот даде еден диаграм на трошоци на
на загуба на вода на други комунални предприятия. Видете каква состојба се исти тие предприятия. Гледайте го битово што се случува пред некој ден. Хаос. Сите управни органи им ги разрешуваат. Зошто? Затоа што се по 2,5 милиона евра и повеќе за. Сметам дека нашето предприятие не треба да биде во тази ситуација. И затоа во делот ќе тргнам како ракот на назад, сметам дека платите е добро да растат како трошок. Некои од советниците рекоа поголема ефикасност во работењето, јас тука се слагам со нив, да во рамките на самото предприятие да се извлече поголема ефикасност од работењето. И вие знаете дека имате, свесни сте дека имате одредени недостатоци таму, да не кажам пропусти, и дека имате место или, како да кажем, капацитетот каде тоа да го земете и да го подигнете ефикасно. Тоа верувам дека сте свесни. Од самата сметка, финансови извештај на приходи и расходи. Добро беше прашањето на колегата Јованов. Јас ќе ја прашам представничката дали ако други приходи, кон точка 22, ги немаме ова, кај ќе се појават тези средства? Во расходи? Не. Него? Ски се стоят во обврски. Во обврски. Да. Значи, ние не зборуваме, навидум имаме 8 милиони евра, 8 милиони денари добивка, а во суштина немаме. Тоа економистите подобро го знаат. Дајте го овој документ на кој сакате економисти и сметководствено бюро, кој што малку повеќе работи со оваа проблематика, ќе ви кажа. Без разлика дали работи во јавните или приватни сектор. Значи, не сакам од ова говорница да излезе дека јас сакам да минимизирам А минус Б, колку излегува добивките. Напротив, не ме е таа цел. Да разберете дека не говорам алециозно или само нихилистички да нападам на напад за напад. Напротив, зборувам дека оваа ставка 22 ја отсликува целата сметка. Во плюс. Без разлика како вие ќе ме сватите, меѓутоа мислам дека ме разбирате. Во делот на генерално на приходите, јасно е дека приходите се темелат на поголема цена на услуги кои што ги дава комуналец и не е точно дека комуналното нема зголемување. Има и така. И во делот на гибритарината, и во делот на вода, канализација, пречиствени води, и во делот на дури и во делот на фактурирањето на општината према на комуналец према општината. Погледнете ја ставката 9, приходи од одржување и водување на урбана опрема, дупло. За 100%. Од 2 милиони 91 денари на 2 милиона 190 денари. Добро е што чув директорот кажа за ставката 19, а тоа е зонско паркирање, даме ги тој зонското паркирање со овие 4 милиони денари приход, како што вие велите рентабилен приход, вие поддржува сметка, генерално. Господарно би било многу лоша ситуација. Да. Докато тие средства ги немате овде. Сметам дека единствено што се согласува е дека во делот на приходи од водоводна услуга, приходи од канализациона услуга, тие се услуги кои што предпријатието ги дава, меѓутоа знаеме дека, не знам сега беше пред 2 години, колку имаше корекција на цените на услугите кои што ги дава комуналното предпријатие. Тоа што каже и директорот дека имаме бенефит од електричната енергија. Во самиот извештај гледам дека 2023 и 2024 се горе-доле исти струјата. Зошто? Тоа ме е како прашање. Јас верувам дека треба фотоволтаиците да дадат квалитет, тука не е спорно, и тој би прашал зошто е исто. Таа година било 19,396 милиони денари, сега е 19,646. Читам од документот. Пари. Говорам од документот, што ме доставя.
а во делот на останати трошоци за енергија е зголемен за гориво. Она што може би некои дискутанти го кажа, а во делот на фактурирањето, го гледаме на страна која 4, вики фактурирани побарувања. Имаме 1.170 милиони денари. Значи домакинства, фирми, институции и буџетски корисници. А наплата 165 реално. Тоа што покажува, а при тоа имаме трошоци од 186 милиона. А па доколку го сватиме како генерално позитивен извештај, бидејќи имаме добив од 8 милиони, како што кажуваат представниците, зошто имаме намалување на трошоците и обврските кон добивачите само за 1.800.000 лева, доколку имаме пари, доколку имаме приход, како да кажем. Има овие се сите дилеми и нејасноти што, верувајте, би се вложени во ревизиите извештаи. И затоа ви пишува вака како што ви пишува. Неповолно мислење за реалност и објективноста на финансиските извештаи, како и за усогласеност со законски прописи. На првата страна. Да, кажува дека и подолу во сите тие 10 ставки и наведува проблемите. Дури некој спомна тука, како што кажа представничката, во делот ги обяснуваше на пописот на средства, на едно друго, и тоа е заведено. Ви ги пишува на првата страна сите. Ако добро сте ги видели. Вчера, тоа е завчера на комисии, представничката праша, мислам на наша прашна рече дека врши консултации со консултантско бюро. Дали добро работа? За да моја видење или грешка. Значи, јас сметам дека добро е да се консултирате, меѓутоа сметам дека комуналец треба да има капацитет на јавно предпријатие со над 3 милиони евра приход, да внатрешниот капацитет го користи. Верувам дека вие за овие консултантски услуги платите и пари. Ако некој ви дава памет, нормално. Без пари нема ништо. Сметам дека во тој дел треба да ги најдете внатрешните резерви на комуналното, барем во делот на познавањето на економијата. Верувам дека имате со доволен број на вработени, да ова нешто го, како трошок барем, не го појавувате. Нема да зборувам повеќе, имам многу што да кажам, и кажам само некои работи кои што сме наметам во делот на работењето на јавното предпријатие, да ги кажам. А тоа е следно. Се вели дека се врши примарна селекција, директорот рече дека се поставени толку канти, контейнери и така. Јас ви гарантирам дека тоа што го велите, вие не извршувате 2 пати месечно одгивување, односно селекција на отпад. Не вршите. Ви тврдам. За наредна седница и за наредна прилика и ќе ви стика. Ќе ви дадам со допис. Не е така. По моје видување и по видување во оној дел кај што јас движам и гравитирам. И не само во агрегирате, кои и пошироко. Значи, ова што вие го зборувате, ако го вршите така, со овој возен парк кој што располага јавното предпријатие, готови сме. Вие велите дека имате инвестиции, тоа што го речете во ред, окей, се согласувам, меѓутоа, во претходниот мандат, колку што знам, се доведе, може би не со средства на самото предпријатие, меѓутоа се доведе едно ново возило, неколку помали возила и опрема за користење, односно за при услови на снег, да не се ангажира оператор. Не, дополнителни средства, тука тоа да го прави комуналец и тука да устанува средства. За овој период не гледат такво нешто. Мислам, може би едно возило имате. Ако сум грешка, плюс ми сметам дека во тој период имаше и еден ровокопач или како се вика тоа, катикелаш, како вие постучно го кажувате.
Значи, точно е дека во тие услови, како да кажам, платите биле 60 милиони, сега се 94. Да, ама се правило нешто друго. Сметам дека и сега може. За жал, во овие неколку години тоа не го гледам. Во делот на работењето на пречислителна станица и ред други работи, рекоа дел од колегите ќе нема да подржам со дискусијата, го делам нивното мислење, само би прашал во делот на паркингите, во моментот на зонско паркирање, се извинувам, функционира само зона Б, односно четирите дела од зона Б, другите 4 не се во функција. Вие рековте дека, пред малку рековте дека е решен хаосот во централното подрачје. А што со хаосот од страна? Прашате ги жителите на улица Слободен Труданов, како има. Колку пати се јавуваат во полиција заради тој хаос? Жителите, јас толку, тук ќе заставам. Тук имам една корешка советничка што е во тој дел, живее. Да видите какви се реакции од граѓаните. Сметам дека или ќе работиме без популизам, а за регулирање на одредено прашање и ставање во функција на како треба, или ќе одиме се до пола и како што каже директорот, да ние взимаме минималната, како се вика, стапка на големување на цените на услугите, бидејќи имаме максимални и минимална, ако одиме максимална, ќе има за се. Точно. Меѓутоа да гледаме, да го гледаме како цело, не како само како еден ден. Во делот на една сугестија или на препорека до представниците, во делот на водоводната мрежа имаше минатата година на неколку места катадневно изливање на чиста вода, ведеме за пиење. Едната беше во мојата улица. Еден месец немаше санација. Улица Јасен Анско. Шака. До бандерата за спред. Добро е што ме стане и нешто друго. Еден имаше реакција од моите служители таму, еден месец немаше санација. Не само таму, имаше и пред поштата, имаше и на железничка станица, и да не ви зборам дека. Значи мораме да бидеме поекспедитивни, бидејќи тие загуби во вода се истекуваат, на крајот ни се одираат на сите нас од глава. Тоа сакам да кажам. Значи апелирам за поажурност кога интервенираат граѓаните во тој дел за да се намалат и штетите спрема комуналните предпријатија. На крајот на грижата граѓаните можеби и не толку, ама комуналните има поголеми штети од тоа дел. И затоа реков на почетокот, можеби сите наводнување на паркови треба да и предлагам да се фактурираат на општината. Општината, како што вели Гранчанот, има средства, зашто не помогне предпријатието? Зашто вие новиот парк, стариот парк, било кое друго место што има и го озелените, да не го фактурирате на општината? Па тоа е крајот на краишта, ние живееме во општина Гевгелија, не живееме во И да го рекувам повеќе, само имаме една забелешка, пред некој ден на јавните медиуми имаше, сега дали се старади слики или не, тука се задржувам, да може би не е така, дека помпите на Вардар, кај што Гевгелија сега се пие вода, имаше мочуриште од вода, кога беше стените дождови. Дали е тоа точно или не е, и што се презема, бидејќи таму се појавува често да има вода, со собиралиште на нечиста вода. Вие директори рековте дека во едно од претходните ваши кажувања, мои забелешки, дека се реагира во тој дел, меѓутоа пред некој ден повторно се појави таков проблем. Дали е тоа вистина или не, или е некоја стара слика, да земеме со резерва, да не излезе дека само критикуваме, меѓутоа ако тоа се појавува така често обилни дождови, мора да се преземат одредни мерки. Да не дојде до загадување на водата за пиење во Гевгелија, сметам дека не треба да биде и да граѓаните се бидат мирни во тој дел. Бидејќи се појави на јавите медии. На водата.